Се надевам дека денешните реакции се искрени, заради тоа што чувството кое што го имаме говори дека овие напади врз интегритетот и личноста на пратеници во Собранието на Република Македонија не се наивни, туку се инспирирани, да не речем организирани од еден центар. Се надевам дека денешната ситуација ќе биде поука за во иднина и се надевам дека никој повеќе нема да се дрзне да шири невистини, конструкции и дрски лаги за приватниот живот и на пратениците во Собранието на Република Македонија, но и на граѓаните воопшто, заради тоа што никој нема право на никого да му се меша во приватниот живот и никој на никого нема право да му попува за приватниот живот. Посебно реагираме заради тоа што се случува клевета кон припаднички на понежниот пол. Какво лицемерие има во нашето општество, заради тоа што кога треба да се залагаме за квоти за жените, кога треба да се залагаме за помош на жените, сите знаеме да се чукаме во гради и сите знаеме да се представуваме за најголеми борци за правата на жените, но кога сме дрски и кога сме сите на дното, тогаш бираме да маваме по жена. Тоа зборува најмногу за оние кои што се инспиратори на целиот гнасен атак, полн со клевети и невистини спрема пратеничка. Денес е една пратеничка, утре ќе биде друга, задутре ќе биде обичен граѓанин, позадутре ќе биде политичар, после тоа ќе биде бизнисмен, па ќе биде свештено лице, па ќе биде било кој, земјоделец. Ова лудило во нашето општество мора еден ден да заврши. Како пратеници од пратеничката група на ВМРО-ДПМН апелираме во иднина медиумите и новинарите да внимаваат кога се занимаваат со навреди, омаловажувања, клевети, лаги и манипулации. Секој човек има право на приватност и секој човек има право на приватен живот. Но и секој човек, без разлика што е, има право да си го заштити својот приватен живот. Ако не најдеме систем како тоа да го обезбедиме, секој ќе може да си ја превземе правдата во своји раце. Благодарам.